Па еве, денеска бевме овдека во Струга, собрани на семинар кој што го организираше Прогрес и Фридрих Ебер. Семинарот беше наменет за отварање на некои женски прашања во политиките, во локалните политики, и затоа на овој семинар денеска покрај координаторките од Западна Македонија имавме гости, кандидати за градоначалници на предстојните локални избори. Имавме отворена дебата на која што беше проговорено за многу прашања за наредниот период. Ние жените да знаеме што не очекува со машките кандидати за градоначалници по нивниот избор. Меѓутоа имавме и дама, наша кандидатка за градоначалник, која што нормално ги знае сите проблеми на жените, како во секојдневието, така и во структурите, со сите проблеми со кои се среќаваме и во партиското работење и во сите структури, во секој дел од општественото живење. Денес во организација на Клубот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имавме шанса ние као кандидати за градоначалници да ја кажеме нашата визија поврзана со улогата на жената во јавниот, пред се во политичкиот живот. Мислам дека оние кои што присуствуваа на оваа трибина можеа да слушнат на кој начин планираат кандидатите за градоначалници на СДСМ и на коалицијата на СДСМ да се однесуваат по ова прашање во наредниот 4-годишен период. Мислам дека традиционалната свест и конзервативните вредности кои што долги години биле присутни на македонското општество, после промените кои што сериозно го потресоа нашето македонско општество, пред се минувањето на трансформирањето на комплетната општествена политичка култура, би рекол, и минувањето од политички монизам во политички плурализам, и на жената и даде една добра шанса за многу подиректно учество, односно силно изразена партиципација пред се во јавниот, во политичкиот живот. Сметам и мислам дека не само родовата промоција која што беше тука би рекол истакната како еден клучен принцип, туку дека во наредниот период локалната самоуправа ќе мора да се стреми барем делумно да го пристигне оној така наречен скандинавски принцип, каде што дефинитивно улогата на жената е многу голема, присутна не само во комисиската расправа, туку и во директното одлучување по најразлични прашања кои што ја тангираат општината. Мислам дека после март, односно после изборите, моето однесување како градоначалник на Кавадарци ќе биде токму такво. Жените ќе бидат редовно третирани и ќе им биде дадена шанса во сите оние сектори во кои што профилот на кандидат жена ќе има шанса да ја овозможи на општината директно учество и пред се би рекол повратен политички општествен бенефит од кое што задоволство ќе има и локалната самоуправа, но и градот Кавадарци. На денешната трибина беше истакнат значајот од промоцијата на родовата рамноправност за јакнењето на улогата на жената во политичкиот живот. Жените со своите знаење и вештини можат да створат нов систем на вредности кој има за цел добробит на сите. Социјалдемократскиот сојуз е партија која работи интензивно на родовата промоција и на активното учество на жените во политичкиот живот. Во изработката на мојата изборна програма во делот на родовата рамноправност тргнувам од фактот дека мажите и жените се раѓаат рамноправни, дека подредената положба на жената не произлегува од незините биолошки карактеристики, туку од традиционалните сваќања и стереотипи за улогата на жената во политиката. Ке се залагам за реално партнерство помеѓу мажите и жените и за поделена одговорност, за афирмација на жените во политичкиот живот, за јакнењето на улогата на жената во политичкиот живот, за подигање на свеста кај електоратот да го даде својот глас за жена кандидат и за охрабрување на жените за што почесто да се кандидираат на наредните избори. Во нашата држава направени се голем број на позитивни чекори во промоција на жените кандидатки, односно во промоција на родовата рамноправност, но се уште жената е маргинализирана и не е активно вклучена во политичкиот живот. Еманципацијата на жената е процес кој трае и ќе трае уште долго.
и уште многу треба да се сработи за да можеме да ги достигнеме некои земји како што се скандинавските земји кои први на жените и дале право на глас и родовиот концепт го внеле во сите сфери на општественото живење и имаат највисок стандард на живот и најдобри услови за живење. Во таа насока е и значењето на промоцијата на родовата рамноправност и сите заедно да дадеме допринос да створиме општество во кое паралелно со гласот на мажот ќе се слуша и гласот на жената.